Предизвикот, според мојот план и програма, може да го прифати скоро секоја двојка или секоја семејство, младо семејство, например, доколку владата застане зад тој проект. Проектот предвидува, обезбедување на здравство, не на класичен начин, ова го говорам се од научен аспект, анализирани се сите параметри, потоа обезбедување на забава на младите, обезбедување на школство, квалитетно школство, независно дали има едно дете или се 10 или 5 деца и така натаму. Потоа екзистенција како еден голем проблем, а тоа е реализирано затоа што ние сме посебно подрачје каде што со помош на владата ние можеме на пример да го истакнеме тој благодет што го имаме и да бидеме препознатливи во Европа и во светот. На кој начин? Треба да се произведуваат еколошки здрави земјоделски производи, треба да се одгледуваат животните или да се занимаваат луѓето со сточарство по европски стандарди, како? Пред се ќе бидат застапени европските стандарди. Меѓутоа, искористено ќе биде поднебјето, еколошките производи на прв план, и како готов продукт и како преработени продукти ќе бидат, во планот се зацртани и на тој начин, на пример, ние можеме да го истакнеме она што го имаме, нашето овошје, нашиот зеленчук е многу специфичен споредбено со другиот во европските земји. Да речеме, нашиот има посебна арома, посебна специфика и ние тоа треба да го земеме во предвид. Лековитите билки, фармите и така натаму,